на тема млади и предприемништво, јас што би го истакнала, е дека треба прво да работиме на здрави и среќни млади, па потоа да ги воведеме на темата предприемништво, затоа што тогаш ќе имаме квалитетен процес во однос на младите и предприемништвото. Како што истакнав на панелот, најважно во целиот овој развој на здрава и среќна младина, ние соработката и стремењето кон ваква цел. Значи, ние како општество се стремиме кон образовани млади, богати млади, обучени млади, млади со вештини, базично базичните елементи не ги гледаме кај младите. Искрено, ние како организација во моментов имаме цел прво да имаме среќни и здрави млади, а потоа да имаме вработени или само вработени млади или млади предприемници. Важно е многу ова општество да инвестира во младинското предприемништво, важно е да има политики, да има алатки, да има механизми кои што ќе траат и од кои што младите ќе црпат можности за да бидат предприемници, меѓутоа треба на тој систем, на тие политики да му дадеме здрави и среќни млади. Ние работиме со млади од 16 до 29 години. Таа ни е рамката на работа. Меѓутоа, ова треба да се гради, има различни системи за градење на и здрави и среќни и млади предприемници. Значи, прво треба да почнеме да работиме дома. Семејството е првиот систем каде што треба да работиме. Значи, треба да почнеме да не им викаме на децата. Децата се млади луѓе. Најди си сигурна работа, вработи се во државно за помалку да работиш, туку биди квалитетен во твојата работа или квалитетна во твојата работа. Сакај ги тимот и инвестирај во своето општество. Потоа кога ќе излезат во образовниот, го земаме образовниот систем. Таму треба да ги слушаме потребите на младите што сакаат да учат, да има пратење на технолошкиот развој во текот на образовниот процес. Потоа иди заедницата. Мислам, конкретно општината е првиот носител на одлука со која што се судрува младиот човек. Дали општината е пријател на младите или не, зависи од општината, не од младите. Значи, тоа е веќе некој поширок систем или круг каде што действуваат младите или живеат младите. Потоа е регионот во кој што живеат. Значи, ние треба да имаме надпревар меѓу регионите, кој регион е помлад регион. А ние имаме надпревар во регионите, кој регион е повидлив регион. Значи, кој е помлад регион? И на крајот како општество, например, да речеме Косово е земја во која што има над 45% млади луѓе и они се соочуваат со младинска миграција или јас го викам екзодус, младински екзодус, и ние се соочуваме со тој младински екзодус. Значи, јас мислам дека ние како општество треба да ги смениме целите кон младите. Значи, како ќе кажам, упорно сме се запнале младите да бидат образовани, да не треба малку по елементарно да тргнеме. Мислам, ќе стигнеме и до тој момент ако тргнеме од по базичните потреби на младите луѓе. Имаме во моментов актуелна стратегија за млади, која што е 2016-2025, без да ја измериме квалитативно и квантитативно, преминавме, кажавме нечини, одиме сега, градиме нова стратегија за млади во нашата држава. Тука се ставаме и ние. Не се буниме дека ништо не се изавалуирало претходно. Тука едноставно само градиме нова стратегија за млади. Потоа имаме, да речеме, во моментов закон за младинско учество, кој што со многу тешка мака дојдовме до него, меѓутоа имплементацијата на законот не е спремен системот за тој закон за младинско учество. Има политики и стратегии. Мислам, има и во повеќе општини локални стратегии за млади, каде што фокусот е баш на вработување и предприемништво на младите луѓе. Меѓутоа, јас не ги гледам младите како една категорија. Точно, треба да бидат сегментирани, треба да се оди на потреби, на различните млади луѓе на потребите. Ама, потребно е да ги има младите се присутни, да бидат секаде, да се гледаат себе си, дека никој нас не се важни во општеството и да припаѓаат во ова општество. Они
да ги прашате во кој документ припаѓа вашата категорија или каде можете од себе си да се видите, веројатно ќе ви одговорат дека припаѓаат во документите на политичките партии, затоа што они се меѓутоа не си ја знаат својата институција, не знаат дека постои нешто што се вика Агенција за спорт и млади, не се информирани. Не си ги знаат своите документи, тешко им оди во обезбедување на нивните елементарни права како граѓани, за предприемници не знам, немам податоци. И затоа викам дека не се потребни и да не ги ставаме во документи, да ги оживееме младите во нашето општество. Мислам, многу е ова визионерско, ама важно е секој ден да го работиме.